Лошите искуства од животот се најплодната инспирација за пишување романи кои неретко стануваат бестселери. Керката на дрвосечечот и Флерт, уцени и високи подпетици се токму вакви приказни чии автори Наде Стоилковиќ и Маја Божиновска деновиве се промовираа и во Виница. Приказната за керката на дрвосечечот Нада ја чувала во фиока цели 19 години заради немање слух од издавачките куќи. За сега, благодарение на новата издавачка куќа Сакам книги, да го доживее вистинскиот бум. Наде Стоилковиќ е познат новинар и има работено како уредничка во повеќе печатени изданија. Новинарското искуство и помогнало да го напише првиот роман, кој е силна женска приказна, инспирирана од туѓите судбини. Низ главниот лик на романот Дана, Наде вели дека ја открива женската сила и издржливост. Книгата почнав да пишувам во 2013 година. Како што кажавте, бев инспирирана од едно мое лошо искуство со една компанија во која претходно аплицирав со еден мој изработен проект. Проектот беше одбиен, меѓутоа подоцна видов дека е излезен во јавноста како една маркетинг компанија за определен производ и едноставно таа фрустрација и тој револт што го почувствував направи да седам пред компјутер и буквално да го пишувам она што сега веќе представува доста успешен роман на македонската книжевна сцена. Велат дека неубавите работи ги инспирираат уметниците да создадат нешто нивно, нешто значи што ќе остави трак. Мислам дека тоа се случува и со мојата книга, затоа што навистина е книга која е блиска до сите нас, книга која ги прикажува проблемите на една модерна, современа жена, девојка, дали станува збор за незината кариера, дали станува збор за љубовниот живот, значи тие теми, за тие теми тука ќе прочитате во оваа приказна, во оваа книга. Почнав да пишувам, како што кажа, во 2013 година, активно ја пишував во 2017 година и покрај тоа што станува збор за фиктивни ликови, значи станува збор за фикција, не е вистинска приказна, меѓутоа, значи, како што кажав и претходно, кога станува збор за пишување драма, романса, значи, вакви типови на книги, нормално е инспирацијата да се црпи од секојдневието. Значи, јас сум сведок на различни приказни, Скопје плете, би рекла, наразновидни приказни и едноставно тоа мое сведоштво направи, значи, да ги прикажам, значи, работите што им се случуваат на луѓето во љубовна врска, во пријателска врска. Напишав нешто што можеби ќе ги мотивира луѓето, значи, во врска повеќе да се грижат за самиот тој однос со својот животен партнер и да не го земаат здраво за готово. Приказната на Маја Божиновска пак е неизино лично искуство од борбата на пазарот на труд и книгата веќе има свое второ продолжение. Од секогаш имам афинитети за пишување. Моите генерации со кои сум учела го знаеа тоа, знаеа кој бегаше од писмените работи, а кој седеше упорно. Така да цел живот ми беше сон да напишам роман. Значи и таа приказна ми беше раскажана, таа тлееше во мене и јас едноставно можеби таа требаше токму да биде напишана. Може пред тоа сум имала можност и друго нешто да напишам, затоа што пишував многу раскази, меѓутоа веројатно за секоја работа треба да се дојде моментот. Дана е вистинска приказна, меѓутоа локациите кај што е сместувана и после тоа ликовите кои се пишувани се ликови кои јас според мојата имагинација ги формирав. Затоа и на некој начин опишање овој крајот на оризите, тоа е Кочанскиот виничкиот крај, затоа што тој крај јас највеќе го познавам. Сакам книги издавачка куќа која до минатата година работеше исклучиво со странски автори и со преводи, меѓутоа реши да направи еден храбар, мора да кажеме, многу храбар чекор и за прв пат да почне да издава дел од македонски автори, затоа што знаеме дека во Македонија македонските автори не се многу ценети. Никој не може да живее од таа работа, секој мора да работи нешто друго за да преживее, а ова да му биде само хоби. Они се одлучија за 3 книги, меѓу кои и мојата.
тогаш кога се договаравме, значи им се допаѓаше на вистина, меѓутоа и тие не го очекуваа овој успех што го постигна книгата. Тоа сега во секој разговор со нив, значи кога го правиме, викаат, значи ти ги надмина сите. Двете ново промовирани авторки беа на покана на библиотеката Ванчо Праќе од Виница, која откупи по повеќе примероци од нивните изданија и сите стојат на располагање на читателите во Виница. А караванот на издавачката куќа Сакам книги продолжува низ останатите градови во државата.